Царице, се така си дребам и си мислам нешто. Смислив да појдам јас малку низ царството мое, да видам како ми живее народот. Од кај ти доаѓаат на ум такви работи, не знам. Од кај било тоа царска работа да одиш таму да шеташ, да гледаш како живее? Ајде. Па ако не била царска работа, чија работа е тоа? Па си имаш советник, си имаш други советници, си имаш гласници, тие ти кажуваат, тие знаат, тие се ти кажуваат. Демек, тие знаат, а ако не знаат? Како не знаат? Ама што збориш, ништо не те разбирам, не знае. Ништо не ме разбираш, ами како? Не знаат, а може би знаат, а не сакат да ми кажат. Затоа најубаво е јас самиот лично да појдам, со своји очи да видам и со своји уши да чујам. Разбирам? Како ти текнуваат вакви работи? Мене никогаш не би ми текнало вакво нешто. Не, тебе ќе ти текне. Ти не знаеш и да мислиш. По цел ден само спиеш, а и ноќе. Не е така, синко? Што има да мислам? Што има да мислам? Не ме бидува за мислење. Ајде ми се спие. Знам дека не те бидува за мислење, само за спиење. Ама мислам, сетики, ова ќе биде најубаво. Да си појдам јас меѓу народот. Сам ќе одиш? Не, ова ќе се разбуди, ќе му кажам и на советникот. И него ќе го земам. А сакам и син ми да го земам со мене. И тој да види, да научи нешто. Како сум јас мислил ова работа, Чекај. Што? Си мислам... Ти мислиш. Зошто да не мислам, па ти мислиш дека мене баш не ме бидува за мислење. Добро, ајде. Си мислам, не можеш ваков да одиш по светот. Треба да се облечеш во нешто така, да не те познае никој. Може, знаеш дека убаво кажа ова? Аз сум го смислила, а? Те бдил да одам. Те бдил да одам. Скришум. Да. Никој да не ме познае и да не ме забележи. Дека сум цар. Така. Аха. Советнику! Што ќе заповедате, честити цару? Слушај, мамо. Сега јас сум ти решил да прошетам малку низ царството, да видам како ми живеат моите луѓе. Ама, па нели за таа работа јас сум тука, цару? Знам, туку сакам сам, јас лично да прошетам, да не го јадам леб од бадијела. Твоја волја. Сакаш сам да појдеш или и јас да дојдам со тебе, Не, види, ќе дојдеш и ти со мене. Само ќе треба да си најдеш некои прости селски алишта, за да не познаат. Како што ќе речеш, честити цару, веднаш одам. Ајде. А ти, синко, дојди вам. Дојди. Јас сум решил и тебе да те поведам со нас, за да видиш, да научиш. Да научиш. Така, сакаш? Да, татко, сакам. Сака, како не сака.
ти е, бе? Дали ба? Ми куцаш, бе. Цару, да видам што е тоа? Дали ба ми влегло нешто од Чевелов? Ај, Ај да видиме. и да соберам малку душа, види ти советнику што ми влегло од Чевелов. Каде? Го најде? Еве го, оп. Камче. Камчевило. Ајде. Море, убаво така што прошетавме. Видов и научив како ми живее царството. Само мојов народ, советнику, е многу несреќен и сиромашен. А ти не ми кажуваше така. Право да ти кажам, честит цару, јас многу немам шетано меѓу луѓето. За се што ме интересираше ги прашував моите помошници, ама изгледа дека ме подлажувале. Море, советнику, не само што те подлажувале, туку и те лажеле, и те надлажувале. Така е. Туку, ајде. Убаво што видов јас самиот. А сега сакам да видам дали мојов народ е барем мудар. Добро. Како мислиш тоа да го видиме? Знам јас. Го гледаш ли ти оној старец онаму на реката? Го гледам. Ај сега ние така полека со усу ќе поидеме до кај него и јас ќе чинам еден муабет со него. А ти слушај само. Ај ти, синко Дарио, да слушаш и да учиш. Ај, море. Добар ден. Добар ден, старче. Дал Бог добро, синко. А ти што вака приквечер, а? Абе, јас, синко, рано станав, па добив, па по светот го раздадов и, еве, приквечер овде дојдов. А со двата другара како си, а? Со двата другара ич не стоја марно. Па сега си фатив уште еден, трет, пријател и тој ми е најарен. А со другарките како, а? Со другарките вака ми стои работата. Порано беа далеку, а сега ми дојдоа многу близу. Разбрали нешто, советнику, а? Ништо не разбрав, честит цару. Ајде, кажи ми барем ти што сакаше да каже со ова, а? Ја, после ќе ти кажам. А сега уште нешто да го опитам стариов. А, старче, да ти пратам јас една гуска. Можеш ти да ја оскубеш без да ја попариш? Прати. Ќе ја оскубам, ич нема да осети. Сполај ти, старче. Сполај ти на овој муабет. Ај сега, ние полека да одиме во дворецот, па таму ќе размислиме и ќе направиме муабет за овие мудрости што ги слушнавме од стариот. Ај со здравје, старче. Со здравје. Ај. Со здравје. Не ми текнува, ништо не разбрав што сакаше да рече стариот, ништо. Еле ли е така? До вечерва, ако не разбереш што муабет чиневме со стариот, да знаеш, измекар ќе те ставам и друг советник ќе си земам. А сега оди да мислиш. А ти, синко Дарио, доста тропаше?
Старче, сакам да те прашам нешто. Што сакаше преска да каже со оној муабет рано станав, добив и по светот го раздадов, а? Абе, оди тера е работа. Сега јас немам што да правам друго, тебе муабет ќе ти правим. Ама кажи ми, бе, старче. Абе, не кажувам. Те молам како Господ, кажи ми, оти ке ми летне работава. Те молам. Слушај, бе, синко, А, ти мислиш така е тоа, кажи, јас ќе ти кажам, нели? То треба да се плати, бе. добро де. Што добро? Ако треба да се плати, ке платам, само кажи колку. Мене не треба да ми платиш. А на кого? Оние двајца на онде и гледаш, Ги гледам. муабет што прават, гледаш? Ги гледам де. Оди, чуј го муабетот што го прават, ќе им даеш 50 лири. И после ќе дојдеш, јас ќе ти кажам. 50. 50. Бива? Бива. Ај, оди. Ке сторам така. Ајде. Мажу, и денеска немаш нешто да им дадеме на децата да јадат. Знам, жена, знам. Знам дека немаме ништо во куќата. А и немам каде да заработам. А и тоа што ќе го заработам, не стигнува ни за леп. Мажу, да појдам јас да побарам негде работа, па Добар ако ден. даде Господ... Добри луѓе. Добар ден. Кој си ти, човеку? Јас сум пратен од царот да им помагам на сиромасите. И го слушнав муабетот и сега знам дека треба да ми се помогне. Ајде, еве, земете ги овие 50 лири, фатете некоја работа и децата да не ви гладуваат. Ајде, земете ги. Не. Да не е ова некоја лага, па да не одиме во затвор после. Не. Ајде, Не. што зборуваш. Па ти личи или овој на некој што лаже, а? Не ми личи, ама... Земете ги кога ви велам, со тој мене арно ке ми сторите, ако не ги земете, царот може да се наути и да ме погуби. Ајде, земете ги. Па добро, ако е така, тогаш да му помогнеме, мажу, а? Па, добро, човеку, еве. Ајде, да ти помогнем, еве, ќе ги земам парите. Па, со здравје и среќа да бидете дарувани и ти и царот што се сети на нас. Така, ајде. Здрави и живи да ми бидете. Ајде. Ајде, Со здравје, со со здравје. здравје, човеку, со здравје. Здравје. Што? Даде? Садов, кажи ми сега. Епа, вака. Што му реков јас на оној стариот што ме праша? Ти му рече, рано станав, добив и по светот ги раздадов. И прик вечер овде дојдов. Така. Така. Сега, тоа рано станав, па добив. Значи, рано сум се оженил, та ми се народиле многу деца, ама бидејќи биле женски, по светот сум ги раздал. Разбираш? Така. И прик вечер, што се вели на старо сега, еве ја овде сам се перам. Гледаш? Тоа е, значи. А оној вториот муабет, што беше тоа? Морам и тоа да го знам, а? Ја. Оди истај се. Ама, ти мислиш јас друга работа немам, тебе муабети ти правам за бадила, нели? Бре, старче, нема да биде за бадила, ке ти платам, бре. Не сакам да ми платиш мене. Ами на кого? Го гледаш оној просјак онде? Оној таму? Тој. Го гледам. Нему, ќе му даеш 100 лири и готово. 100 лири? 100 лири. Многу, бре, старче. Ако ти е многу, оди си по патот. Хајде, тере работа. Добро, ке платам, само кажи ми, ајде. Додам? Оди, дај му 100 лири, па дојди.
Здраво, пријателе. Како здраво, бе. Ајде, бега. Ова е моје место, јас овде просаш. Чекај, полека, не лути се мајката, чекај да те прашам нешто. Хајде, кажи ми, зошто не работиш? Како не ти е срам да просиш, а? Од царски добрини пријателе. Ме избрака газдата. Па бев добар работник. И? И сакав да се пожалам кај царот, но еден негов советник не ме прими. Ме избрака. И така, барајќи правда, се разболев. Сега и не можам да работам. Морам да просам. Сакаш, верувај, сакаш, не, пријателе, ма јас од царот сум пратен таа неправда да ја оправам. Ке ти дадам 100 лири. Со нив да можеш рад да живееш до крајот на својот живот. Бива? А? Ке ги земеш ли? Ајде, ајде да ги земам. Макар и лага да е. Полошо од ова и такви нема. Повели. И да си ми здрав и жив, пријателе. И цел живот се одобрени да си го краси живот. Ајде. Остани ми се здрави. Ајде. Му ги дадов фалтаните. А? Му ги дадов. Кажи ми се. Сега вака. Што ме праша мене на стари? Па, те праша за некои твои двајца пријатели. А јас му одговорив. Двајцата пријатели не пара арно ме слушаат. Та сега сум си фатил трет. Така. И тој најарно ми служи. Што значи тоа? Тоа значи порано бев млад и нозете многу бо ме држи, ама сега на старост не ја бидува. Та сум си земал едно стапче и тоа ми е најверниот пријател. Дај ми го си се крепам. Тоа било значи. Добро бе, старче, ами оној третиот збор, што ти значеше, а? Третиот? Да. Третиот? Ама ќе даеш 200 лири. Ама бе, старче, многу бре. Ако ти е многу, оди си бе. Добро бе, ке ти дадам 200 лири, ама кажи ми, на кого ќе му ги дадеш ти? Па види, овие 200 лири ќе им ги разделам на сиромасите. Оти, ја знам таа каква мака е. Хајде сега, кажи ми за третиот збор. Третиот збор беше за моите две пријателки. Така. Па, моите две пријателки се моите очи пријатели. Тие порано ми беа многу надалеку. Можев да гледам надалеку. А сега на старост не бива очарев. Ми дојдоа наблизу. Тоа било. Добро, старче. Фала ти многу што ми кажа, ама уште ова ќе те прашам. Што беше она за гуската? Кажи ми го уште тоа ти. Морам и тоа да го знам, оти ќе останам без работа. Хајде кажи. Ама ќе даеш 400 лири. Колку? 400. Ама бе, старче, па сите пари ми ги зеде, бре. Па сега, кој Добро, ќе ти ги дадам, само кажи ми, тие лирите, на кого ќе му ги дадеш? Па овие 400 се за мене. За тебе? Да си фатам една жена, за да ме пере и да ми прави јадење. Оти вака на старост, не ја бидува. Еве, повели. Хајде сега кажи ми за гуската. Па, гуската, пријателче, беше ти. Кој ме праша да ти пратам една гуска, че можеш ли да ја оскубеш? А како што гледаш, јас сите лири ти ги зедов. Те оскубав и тоа. Фала! Фала ти многу, старче, што ми го кажа ова. Епа, нека ти се алал парите што ми ги зема. Така. Така е, не рекле бадијала, стариве,
На кого му е празна глата и джебот ке му е празен. Ей, така. Хајде. Ајде со здравје, оди Остани ти ми попата. за здравје. Фала ти многу. Фала. Дај се. Дојде, а? Дојдо. Се сетив, честити царе за умните зборови на стареца. Знам дека си се сетил. Ти текна, нели, токму кај стариот на реката, кај што си ги пере алиштата. Види, чести царе, јас, ти ме знаеш мене, си мислев и... Да, и си смисли да одиш право кај стариот на реката. Така е. Ако секој треба да си ја плати школата, а ти си ја плати, а? Ја платив, скапо ја платив, царе. Ако не се лутам јас, па и стариот треба да живее од нешто мудрост дека продава. Нели е така, синко, а? Да, татко, така е.